Добро вечер во вториот дневник на Канал Плюс телевизија. Во продолжение најава за дел од денешните случувања. Се чисти речното корито на Габровица во Делчево. Во тека регулација на речното корито на Брегалница. Во исчекување на обилни врнежи се превенираат можни излевања на реките. Унијата на жени на ВМРО ДПМН од Штип на плоштадот на пријателството организираа хуманитарна акција за донирање на материјални средства наменети за лицата од социјален ризик. На почеток на сезоната на ајварот, ајварските пиперки се продаваат за 5 до 10 динари поскапа од лани. Зимницава станува се поскапа и се намалува побарувачката на пиперки. Во рамки на акциониот план на владата на Република Македонија за чистење на речните корита, комуналното предпријатие Брегалница Делчево го чисти речното корито на река Габровица. Паралелно течат и активностите за регулација на речното корито на Брегалница. Согласно акцијскиот план за чистење на речните корита предложен од владата на Република Македонија во соработка со општините, деновиве градежна механизација на јавното предпријатие за комунална дејност Брегалница од Делчево интензивно работи на чистење на коритото на река Габровчица. Градежните активности се јавуваат како резултат на тоа што коритото на оваа река е значително исполнето со наноси од песок, земја и друг отпад, а истите не можат да се чистат рачно, па затоа се наложи интервенција со градежна механизација. За таа цел на улицата Трст, каде што поминува ова речно корито, е направен процеп во зидот за непречено влегување и работа на механизацијата, со што наносот од земја и песок би се вадел и би се транспортирал на дадена локација. По завршувањето на акцијата за чистење на речното корито, овој процеп ќе биде соодветно обезбеден, велат од јавното предпријатие за комунална дејност Брегалница. Кога сме кај речните корита, во завршна фаза и проектот за регулација на речното корито на река Брегалница во централното градско подрачје, проект кој што се финансира преку ИПА програмата за прекугранична соработка. До јануари 2016 година ќе добиеме продолжување на регулацијата на речното корито во должина од 70 метри, започнувајќи од гумената брана во централното градско подрачје, па низводно накај долниот мост од река Брегалница. Значи, предвидено е да се потрошат некаде околу 197.000 евра за оваа акција и ќе добиеме еден дел уредено корито, а и уште поголемата функција, значи заштита од поплави на овој дел од градот. Инаку партнерска општина на општина Делчево во овој проект е Благоевград од Република Бугарија, проект преку кој во оваа општина ќе се регулира речното корито на река Бистрица. Јавното предпријатие ИСАР целосно го заокружи уредувањето на влизот на предпријатието. Најмоќното јавно предпријатие на истокот доби соодветен уреден работен простор. Во присуство на вработените во јавното предпријатие ИСАР денес свечено беше пуштен во употреба асфалтираниот и хортикултурно уредениот влез и паркинг на Штипското комунално предпријатие, како и новите паркинзи, од кои е еден во кругот на фирмата. На промоцијата присуствуваше и градоначалникот на општина Штип примариус магистер Илчо Захариев, кој истакна дека општинската власт ќе стори се за подобрувањето на условите за работа на вработените, а за возврат очекува граѓаните на општина Штип да добиваат квалитетна вода. Се заокружи уште еден многу значаен проект со кој се доуреди просторот кај седмата кула и истовремено ЈП ИСАР доби одличен влез, доволно паркинг места. Ние само велиме вака дека нема да застанеме, значи ние рековме пред година дена дека тоа е загревање. Значи се уште се загрееме, значи да го направиме Штип модерен град. Сакаме да им порачаме на граѓаните на Штип дека имаат право да живеат во чист, уреден град, кој ќе има безпрекорна хигиена, кој ќе има вода во секое време, каде ќе бидат асфалтирани сите улици, парковите безпрекорно држани, инфраструктурата на вистина на завидно ниво. И мислам дека досега покажавме дека можеме тоа да го направиме, се со сопствени средства, без да го задолжиме штипскиот граѓанин ниту еден денар. Изгледот на дворот дава приказ на домаќинско работење. Во случајот работењето на јавното предпријатие ИСАР, новиот асфалтиран пристап кон јавното предпријатие дава нов лик, а со тоа создава и ново мислење како кај граѓаните, корисниците, така и за сите субјекти со кои соработува предпријатието. И овде го средивме, хортикултурно го уредивме, ги асфалтиравме улицата, направивме два нови дополнителни паркинзи, секојдневно доваѓаат странки во јавното предпријатие ИСАР за разноразни потреби, доваѓаат вработени, знаете каков беше патот, целиот беше руиниран, беше уништен, значи по него не можеше да се вози, да се оди пеша, камоли со кола. Гледате сега едно ново руво, ова граѓаните ќе го видат впрочем низ целата општина и веќе го гледаат досега ниту едно раководство
Во изминатиот период досега нема направено толку колку што има направено градоначалникот Захариев заедно со неговиот тим. Со асфалтирањето на пристапниот пат, повеќе нема да има проблеми да се движат возилата во возниот парк на јавното предпријатие ИСАР, кој директорот Ангел Бојаджиев најави дека ќе биде збогатен во текот на оваа и наредната година. Ние веќе набавивме 2 нови возила за изфрлање на смет. Во фаза сме на набавка на 2 нови трактори. Оваа година ќе биде толку, бидејќи нашите финански можности се толку на границата, меѓутоа во другата година веќе со градоначалникот разговараме, ги користиме неговите лични пријателства по амбасадите, да ќе можеме да обезбедиме и други возила, нешто донација, нешто ќе купиме, така да ќе успееме да го комплетно смениме возниот парк. Сепак, приоритет на јавното предпријатие ИСАР ќе представуваат реконструкцијата на водоводната и канализациона мрежа на територијата на општината, уредувањето на парковите површини, хортикултурното уредување секаде каде граѓаните ќе имаат потреба од тоа. И покрај скептицизмот од страна на дел од штипјани, посебно кога станува збор за асфалтирањето на уништените градски улици, градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев најавува асфалтирање на една од најпрометните улици Борис Кидрик, која води од влезот на Штип кон централното градско подрачје. Штип како модерен град со уредени паркови површини, уредени кеови и шеталишта на реките Брегалница и Отиња, со асфалтирани улици како во градот, така и во приградските населби. Ова се само дел од приоритетите на градоначалникот примариус магистер Илчо Захариев. За 2 години колку што е начело на општината, многумина не можат да го препознаат градот, посебно централниот дел, а мора да се земат во обзир и сите активности околу уредувањето на останатите населби. Само за ваша информација, значи ние правиме максимални напори да ни влезе во програмата на владата Браната Отиња, да видиме ако тоа успееме ќе биде тоа добро. Се на се она што се работи во овој миг, граѓаните тоа го гледаат секојдневно и факт е дека ние не застануваме, не одмараме, дури зимскиот период ќе градиме, покажува колку сме посвети на граѓаните, бидејќи ние ветивме на граѓаните дека Штип ќе биде препороден град, а достоинството на Штип не мора да биде вратено и Штип мора да биде втор град после Скопје по својата убавина, по својата среденост, по својата инфраструктура. Дел од последните активности е реконструкцијата на улицата Вардарска, која беше рак рана за сите оние кои се директни учесници во сообраќајот, сопствениците на автомобили и пред се пешаците. Проектот за нејзина реконструкција постои одамна, но како и останатите нереализирани проекти, Захариев одлучи да го преземе и овој и да го реализира до крај. И тоа во најкраток временски период. Во тек е реконструкцијата на водоводната и канализациона мрежа, пошто веднаш ке следува нејзино асфалтирање. Уште една градска улица, која е очајно руинирана, уништена и од многу одамна постои потреба за нејзина реконструкција, е улицата Борис Кидрич. Кога ќе ја решиме Вардарска, ние ќе направиме значи одлични услови да жителите поминуваат од оваа улица. Таа ќе биде со убави тротоарски решенија, ќе се гради во 2 фази. Првата фаза е значи од Пиринска се до улица Карл Маркс. Борис Кидрич во овој момент исто приоритетна за работење, но мора да кажам дека таму имам исто комплетна промена на целата подземна инсталација, значи дали се работи за канализација и водовод, и тоа мора да го решиме заеднички, така да не смееме во овој миг ние да започнеме нешто неспремни и жителите да не чекат со години да го тоа завршиме. Ние работиме на принципот максимално припремени, стартуваме, најкасно за 30 дена се да биде завршено, да жителите не почувствуваат дека ние сме неодговорни према нив и им ствараме секојдневни сладки главоболки. Според Захариев, улицата Борис Кидрич ќе се санира во текот на наредната година. И не само оваа улица. Целта на оваа локална власт е да не остане несредена улица во општината и онаму каде нема инфраструктура и тоа да биде завршено. Единствено што бара Захариев е граѓаните да бидат трпеливи. Нема да биде запоставен ниту еден жител на Штип. Дозволено е да критикуваат, истакна Захариев, да даваат предлози и идеи. Се ќе биде прифатено и реализирано во рамките на буџетот на општината. За сега тимот со кој јас раководам и луѓето кои се околу мене, навистина се максимално посветени со активното учество во тендерските постапки, да направиме навистина коректни тендерски постапки и постоечките пари да ги направиме да бидат 10 пати повеќе искористени и место една улица да направиме да речеме 10 улици. Тоа е нашиот принцип и така ќе биде. Попладнево на мини плоштадот во Штип од страна на Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ се удржа хуманитарна акција. Собраните средства во материјална вредност ќе бидат доставени на лицата од социјално ранливата категорија. Под мотото "Биди хуман", Унијата на жени на ВМРО ДПМНЕ од Штип на плоштадот на пријателството организираа хуманитарна акција за донирање на материјални средства наменети за лицата од социјален ризик. Штипјани уште еднаш ја покажаа својата хуманост и уште на почетокот од закажаното време кутии со разни предмети се доставуваа на плоштадот.
Различни работи, почнувајќи од средства за хигиена, облека, обувки и други предмети кои што се употребливи, а можат на некого да му се најдат. Имаме одзив од денешната акција, задоволни сме од тоа што до сега е собрано и се надеваме дека во следниот период ќе бидат собрани уште повеќе донации од нашите сограѓани, за да можеме да ги однесеме онаму каде што е навистина потребно. Во хуманитарната акција се приклучи и пратеникот во Собранието на Република Македонија Никола Мицевски, кој овој пат и тој ја изрази својата хуманост и донираше за лицата на кои што најмногу им е потребно. Хуманите жени од Унијата на ВМРО ДПМН, секако и нашите сограѓанки, донира облека, обувки, школски прибор и се она што е потребно за да можеме да помогнеме и да стоплиме некое срце на оние кои што нема. ВМРО ДПМН редовно ги прави активности, значи покрај хуманитарните акции одржува и трибини, редовни контакти со граѓаните, секако и со членството. Сега е вон изборен период, меѓутоа ние продолжуваме и сакаме да останеме блиску со граѓаните и блиску со народот. Со оглед на почетокот на учебната година, граѓаните кои потешко се справуваат со трошоците, покрај книната, облеката и приборите за училиште кои можевме да ги забележиме во кесите на граѓаните кои донираа, ќе бидат навистина од големо значење на оние кои што им е потребна помош. А по повод Денот на независноста на Република Македонија, општина Штип и Црвениот крст организираат крводарителска акција која ќе се одржи во понеделник 7 септември од 9 до 16 часот во простории на локалната самоуправа. Со крводарителска акција општинската администрација во соработка со Црвениот крст ќе го одбележи 8 септември Денот на независноста на Македонија. За акцијата да биде поуспешна и да се соберат што поголем број на крвни единици, свој придонес можат да дадат и граѓаните на општина Штип. На 7 септември, значи тоа е во понеделник, ќе организира крводарителска акција на која што може да учествуваат сите заинтересирани граѓани, а во најголем дел истата е посветена на администрацијата во локалната самоуправа, повеќе до сите наши колеги и воедно до сите граѓани на Штип да помогнат со тоа што ќе даруваат крв, да спасат животи на некој начин хуманитарно, така да кажам да го одбележиме овој 8 септември Денот на независноста на Македонија. Годинава општинската организација на Црвениот крст Штип има организирано на 30 на хуманитарни акции за собирање на најдрагоценната течност. Во периодот што следи покрај организирање акции за собирање крв се подготвуваат и за државниот надпревар по прва помош. Во наредниот период редовно ќе се организираат месечно по 1 до 2 крводарителски акции. Во наредниот период ни следува и учеството на државниот надпревар по прва помош, кој што оваа година се организира во Крива Паланка. Екипата која што победи на општинскиот надпревар се подготвува под полна парија и се надеваме на добри резултати. Локалната администрација од Штип е една од ретките која редовно се вклучува во акции за дарување на крв, помагајќи им на сите оние кои имаат потреба од оваа течност која живот значи. Околу 2700 студенти е цифрата на запишани студенти на факултетите на Универзитетот Гоце Делчев. Не се остварија очекувањата на УГД за упис на 3000 студенти. Универзитетот се подготвува за првиот академски ден 15 септември. Денес заврши третиот и последен уписен рок на Универзитетот Гоце Делчев за запишување на студенти во прва година во академската 2015-2016 година. Од слободните 5390 слободни места на 12 факултети и 3 академии, не се исполни очекуваната бројка од 3000 запишани студенти. Раководството на УГД причината за неисполнетиот број на студенти ја гледа во помалиот број матуранти. Во третиот уписен рок денес, каде кај 12 часот имаме некаде околу 400 студенти, по локации со тоа што дел од бројките од другите наставни центри не се потврдени. Ние очекуваме до крајот на денот веројатно дека таа бројка ќе биде поголема. Генерално гледано, од 300 до 500 студенти годинава се запишаа помалку на Штипскиот универзитет, но сепак има факултети кои стандардно секоја година се ги пополнуваат слободните места. Со сите три уписни рока, до 11 часот бројката на студенти се движи некаде околу 2600-2700, што во основа, според сите оние согледувања кои што ги имаме, мислам дека треба да бидеме задоволни и тоа се на некој начин. Секоја година бројката всушност ни дава импакт да погледнеме каде таа, бидејќи секогаш бројката и не е како бројка показател, туку е можеби индикатор на што треба понатака да внимаваме или да гледаме или да видиме каде интересот опаѓа или се зголемува.
Наредната среда ќе ги има точно рангираните листи, со што ќе може да се направи првична статистика каде годинава интересот е зголемен или пак намален. Сите оние кои се пријавиле и се примени во првиот и вториот уписен рок на некој од факултетите на УГД ќе можат да се запишуваат се до 15 септември, кога и почнува наставата. Заврши втората меѓународна конференција на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на која се презентираа над 150 трудови од 18 земји од светот. На конференцијата стана збори за мигрантската криза со која се соочува Европа. Покрај третиот уписен рок денес заврши и втората поред меѓународна конференција на Универзитетот Гоце Делчев во Штип, на која имаше поголем одзив на учесници за разлика од првата и беше збогатена со над 150 трудови од 18 земји од светот. Од минатата година веќе имавме директен производ, а тоа е оваа конференција која што веќе ја организираме со 3 универзитети, и тоа Универзитетот во Воронеж во Руската Федерација и Универзитетот во Лиеж во Белгија. Тоа е директен продукт на минатогодишната конференција. Така да се надеваме дека и од оваа конференција ќе произлезат нови соработки, веќе разговаравме за нови проекти, за поголемо инволвирање на студентите. На втората меѓународна конференција стана збори за мигрантската криза со која се соочува Европа. Според Стојановски, оваа конференција поминала доста успешно. Имавме повеќе секции, тука беа и правните секции, политичките секции, нели, во делот на општеството, медии и комуникации работевме. А кога ме прашавте веќе за миграции, би сакал да ви кажам дека минатата година уште имавме многу трудови за миграции. Пред да се случи мигрантската криза, тоа беше дебатирано и дискутирано токму на правниот факултет тука. Тоа е предноста на универзитетите. Значи, универзитетите може да анализираат многу подлабоко, може да антиципираат општествени појави и може дури и да понудат одредени решенија кои што би биле од корист за носителите на политички одлуки, односно државниците кои што раководат со самите политички системи. Работиме активно на идеја за формирање во прв ред на регионална, а потоа и на поширока европска летна школа која би се одвивала токму во овој регион, а би биле опфатени повеќе универзитети, правично на југоисточна, а потоа и во цела Европа, истакнува Стојановски. Виничани денес имаа ретка можност во пријатно друштво на младата поетиса Александра Велинова-Радевска да го споделат искуството на 70 славни личности за начинот на кој ги заработиле и потрошиле првите пари. 70 славни личности со исто толку различни искуства за начинот на кој ги заработиле, но и потрошиле првите пари. Сите овие познати личности од Десма, Сашко Куцев, Зоран Заев, Радко Димитровски, Васил Зафирчев, Срđan Керим, Амди Бајрам, Татјана Стојановска го откриваат превезот на тајната за парите, без оглед колкави се тие и на кој начин се заработени и потрошени, за да покажат дека вложениот труд, желбата за успех секогаш водат кон саканата цел. 70 изјави во форма на мини интервјуа се комплетирани во делото "Како ги заработив првите пари" од авторот Александра Велинова-Радевска. После промоцијата во Велес и виничани ги споделија искуствата на познатите. Искрено сум изненадена од одзивот на публиката, наистина мал град, меѓутоа многу читатели. И ме радува што е така, што живе градот на културен план, што директорката на библиотеката Ванчо Парке се ангажира да ги доближи македонските автори до читателската публика, нивните дела. Секако тоа е начин да се чита домашна македонска литература, затоа што постојано се жалиме дека се чита странска литература, не се чита домашна, како би се читала ако не се организираат промоции. Како што вели Велинова, инспирирана од големите и брзо остварливи сонови на младите генерации без работа да дојдат до пари, со ова дело сакала да пренесе една многу битна едукативна порака. Овие личности ги гледаат младите, имаат многу фанови пред се, младите ги гледаат како идоли. И мислам дека без да се наметнуваат или да сакаат директно да им влијаат на младите, индиректно ќе им влијаат. Ќе ги води љубопитството младите да прочитаат, да не ги менувам конкретно сите, ги има 70. Значи, од спортисти, уметници, политичари, дипломати, како ги заработиле првите пари. Затоа што ние сме, да си признаеме, по природа и љубовитен народ, кој сака да начне во интимата на јавните личности, меѓутоа оваа книга носи многу повеќе од условно пикантерија, не може да се каже затоа што е лична исповед, интимна исповед на јавните личности,
носи повеќе пораки, градење работни навики од мали нос, рационален однос кон парите, инвестирање во воспитување на децата, а не обезбедување материјални добра. Така што мислам дека јавните личности, за да го привлечат сами по себе вниманието кај младите, да, меѓутоа многу посилни се оние пораки кои имаат 70 различни пораки до младите во поглед на градењето на нивната натамошна кариера. А сите генерално имаат различни пораки, меѓутоа генерално имаат иста порака дека секоја честно заработена пара е доброведена и дека не треба да се срамат од ниедна работа која им носи честно заработени пари. Оваа млада авторка е дипломиран новинар со 10 годишно искуство во пишаните електронските медиуми, а зад себе има веќе 4 книги, од кои 2 стихозбирки. Кривична пријава му е поднесена на 34 годишен штипјанец со иницијали СД, поради постоење основи на сомнение дека сторил кривично дело злоупотреба на безвизниот режим со државите членки на Европската Унија и на Шенгенскиот договор. Граѓаните да не наседнуваат на ветувањата за азил, апелираат од СВР Штип. Во текот на изминативе 3 години, со намера да се стекне со противправна имотна корист, поттикнувал и организирал патување на повеќе државјани на Република Македонија во државите членки на Европската Унија и Шенгенскиот договор. Во текот на мај 2013 година, пријавениот со цел да се стекнат со социјални и економски права, организирал патување на 5 државјани на Република Македонија во Република Германија со патничко моторно возило Opel Zafira и на истите им наплатувал по 200 евра од лице. Со ваквото кривично дело, пријавениот се стекнал со противправна имотна корист од 1000 евра. Контраверзни информации се шират деновиве за цената и квалитетот на овогодинишниот род на пиперката ајварка. Слабиот род на пиперки во соседните земји и привлечните понуди на откупувачите најавија скапа ајварска сезона, но актуелните цени на зелените пазари покажуваат дека цената на ајварската пиперка годинава ќе биде за нијанса поскапа од лани. Подготовките на ајвар оваа година домакинките ќе ги чини малку поскапо од лани. Намаленото производство на ајварката е причината за раст на цената годинава. Кога започнуваат подготовките за зимница, се распалуваат ќумбињата на почетокот на сезоната и цената на килограм куртовска капија со задоволителен квалитет на пазарот во моментов се нуди по 30 денари за килограм. Граѓаните велат дека земјоделските производи се скапи и од година в година ги намалуваат количините на домашно подготвена зимница. Ако секоја година не е и ајварче, и љутеница, и се мислим се што секоја година правиме. Тоа ни е традиција нормална, а без тоа стварно македонците не можеме. Па малку се поскапи пиперките, ама ќе видиме со цената како ќе биде, ќе складираме. Да. Скапо. Спрема нашите пензии малку скапо. Па скапи се како не скапи. За наши Сандр скапи се. Цените не се реални. Годинава имавме потешки услови за производство. Летото беше без дожд и нема многу берикет. Болести ги зафатија градинарските производи и го намалија приносот годинава, велат пазарџиите. Почетокот на перката е сега, првата берба. Потрошиеме нешто. Па донесееме некаде, јас моментално донесех 10 вреќи, тоа е околу 250 кила. Квалитет има, само цената па не е многу. Не сме задоволени од цената. Цената е моментално 30 денара. Тоа кажано дека првата берба е 30 денара, значи ќе паѓаме до 20 денара. Реално тоа е барем 40 денара да биде. Спрема давањето ни е колку имаме уложено у него. Имаме ѓубривот са веќе скапи, препаратите што прскаме. Водната заедница ни е секогаш поскапа. Со 30 денара се покрие трошок. Се покрие, ако е подоле, не се покријат. Према сега скапи и оваа година особено. Топло, жешко, нема многу вадење, многу трошкови се стварат. И затоа 30 денара подоле не се покријат трошковите.
Како што ќе се зголемува побарувачката и како што ќе се интензивира подготовката на зимницата, цената на куртовската капија најверојатно уште ќе оди нагоре, велат производителите. Минатата година цената на килограм црвена пиперка за ајвар беше 25 до 30 денари. Шефовите на дипломатиите на Европската Унија денеска во Брисел ќе разговараат за кризата со мигрантите. Во исто време за ова прашање во Прага ќе дискутираат и премиерите на така наречената Вишеградска група, во која се вклучени Чешка, Унгарија, Полска и Словачка. Членовите на оваа група се главните противници на иницијативата на Франција и Германија за утврдување квоти за прифаќање на мигрантите во земјите членки на Европската Унија. Унгарскиот премиер Виктор Орбан порача дека бегалците се проблем на Германија и најави многу строги контроли на унгарските граници од 15 септември. Орбан изјави дека неговата земја до средината на овој месец ќе донесе пакет со нови регулации кои ќе се однесуваат на мигрантите кои во огромен број пристигнуваат во земјата. Орбан тврди дека унгарците се плашат затоа што Европа не е во состојба да ја контролира ситуацијата. Цветан Цветанов, возачот на камионот латилник во кој беа пронајдени телата на 71 мигрант, изјави на суд дека не знаел дека во херметички затвореното возило превезувал луѓе. Тој на сослушувањето во бугарскиот суд негирал дека имал какви било сознанија за товарот кој го превезувал. На Цветанов му е продолжен притворот, а уште 5 мажи, 4 бугари и афганистанец притворени се во Унгарија во врска со овој случај. Во недела со почеток во 16:30 третолигашите го играат второто првенствено коло во рамки на есенскиот дел од третата македонска фудбалска лига Исток. Дербито на колото се игра во Делчево, каде домашниот тим на Брегалница Голаб ќе го пречека тимот на Беласица. По двете победи кои што ги забележаа во првите кола, екипите на Брегалница и Беласица се очекува на градскиот стадион во Делчево да одиграат квалитетен натпревар кој ќе ги задоволи вкусовите на љубителите на фудбалот. Во рамки на второто коло интересен дуел се очекува и на натпреварот помеѓу екипите на Академија Пандев и Саса од Македонска Каменица. Новиот третолигаш го очекува тимот од Македонска Каменица кој во првото коло загуби, додека тимот на Академија Пандев убедлива победа оствари на гостувањето кај Штипски Баби. Во останатите надпревари напредок Здраве Радово го пречекува тимот на Баби од Штип. Работник Џумајлија е домакин во дуелот со Плачковица, Овчеполе ќе ја пречека Слога 1934, додека во последниот надпревар силите ќе ги одмерат екипите на Карбинци и Осогово. Младите социјалдемократи од Штип и годинава ја продолжуваат традицијата за спортско славење на празникот на независноста 8 септември. Оваа година спортските турнири во баскет, фудбал и табла имаат и хуманитарен карактер. Собраните средства по 100 денари за учество на секој играч ќе бидат наменети за лекување на младиот штипјанец Иван Стојанов. Почитувани, локалниот клуб на СДММ Штип традиционално и оваа година организира недела на спортот, настан со кој се одбележува Денот на независноста на Република Македонија. Оваа година, исто како и минатата, нашата активност има хуманитарен карактер. Средствата собрани од оваа активност ќе бидат донирани на нашиот сограѓанин Иван Стојанов. За разлика од минатата година, каде што имаше само турнири, оваа година по повод Денот на независноста на Република Македонија организираме и коктел. Сето ова започува на 5 септември со коктел кој ќе се одржи пред просториите на Општинската организација на СВСМ Штип, а продолжуваме на 6 септември во дворот на гимназијата Славчо Стоименски, каде ќе се дружиме преку надпреварите во баскет. На 7 септември ќе се одржи турнирот во табла пред просториите на Општинската организација на СВСМ Штип. Неделата на спортот ќе ја завршиме на Денот на независноста, каде ќе ги проследиме надпреварите во фудбал. Дневникот заврши, ви благодарам на вниманието и ви посакувам пријатна вечер со програмата на Канал Плюс телевизија.